Македонија оди на Европско првенство. Неодамна ја победи Германија, среде Германија и додека на социјалните мрежи оди видеото што им стави Вучич на македонците во вакцините за да играат ко Бразил, селекторот застана во ред да чека албум со сликички панини. Игор Ангеловски гостин со мене во студиото на Репортер. Добре дојде. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Благодарам што дојде и најавата кажав, а и ја видовме фотографијата пред да се уклучат камерите, застана да чекаш во редот да си купиш албум со сликички панини, каде што за прв пат и македонската репрезентација. И пред да те прашам какво е чувството и се останато, колку време стоеше во редот и чекаше? Па добро, јас овој албум го собрав 2015 година, зборам фудбалерите, ги собрав во репрезентацијата, но среќен сум што конечно сите граѓани на Македонија имаат можност да собираат сликички со македонските фудбалери. Да, застанав, бидејќи Игор е татко на 3 деца, на Лука, Луна и Леа, да им купам албум, бидејќи нивна желба е да ги собираат сликичките, што и јас како дете го правев истото. И мислам дека едно 15 минути чека во редот, затоа што Игор е како и секој граѓанин на Македонија и мора да го почитуваме редот. Добро, кога те видоа, те препозна, се фотографира со тебе, не те пуштија тогаш преку ред или? Да, имаше иницијатива да влезам преку ред, но таа иста јас ја одбив затоа што имаше еден човек со малечко детенце на себе, бебенце. Но го почитувам времето на секој и им благодарам, бев награден со А+, придоа да се фотографираат со мене и нема никаков проблем, но повторно застанав на местото каде што го затекнав кога дојдов. Рече дека имаш 3 деца, тоа значи дека 3 албуми купи? Да, 3 албуми. Сакам секој дете да има албум од ова Европско првенство, затоа што татко им е начело на оваа репрезентација која изборила пласман и тоа со посвета им го потпишав да си го имаат во текот на животот за нивни спомени. Кога сме веќе кај албумот на Панини, се паднали некои од македонските фудбалери? Да, селекторите не се, така да потекна една иницијатива од навивачите и изработија моја сликичка и ја ставија на местото каде што е репрезентацијата во знак на почит на она што го имам сработено, навистина креативно и јас им благодарам за добар начин да му се изрази почит на некој што го почитуваат. Така да им благодарам на таа креативна идеја и мислам дека ова е сликичката што е изработена. Да. Што искоментирав зошто толку мал. Така да веќе почна и фудбалери да се паѓаат, мислам дека имаат 7-8 фудбалери, тројцата веќе паднато од македонската репрезентација, така да. Кога беше мал, собираше сликички? Да. Колку албуми имаш, знаеш? Па имам албуми, бидејќи јас растев и во времето кога бевме дел и од СФРЈ и кога репрезентацијата учествуваше 82 во Шпанија, 86 во Мексико, а потоа и сите овие албуми кога имаше европско и светско првенство, но за жал без македонската репрезентација и сите го чекавме моментот кога и конечно и Македонија ќе има на тие албуми, односно кога Македонија ќе се пласира. И јас сум среќен што сум начело на репрезентацијата која успеа тој детски сон на многу мина да го оствари. Така, сега сакав тоа да те прашам, кога ги лепеше сите оние сликички, колкав беше сонот дека еден ден навистина ќе ја живееш оваа приказна и кој ти беше тебе омилен фудбалер или идол, да речеме, во тоа време? Па добро, јас сум поврзан со фудбалот, со спортот во главно и имаше многу идоли во тоа време, но од она детство кога бев дете, навистина еден спортист кој ме воодушевуваше беше кошаркарот Дражен Петровиќ. Прекарот беше Моцарт и навистина беше еден своеврстен идол, зборам спортски, а нормално дека во светот на фудбалот тогаш Марадона беше нешто што беше нај во тоа време и човек кој со своите игри оставаше белек и како фудбалски идол зборам. Добро, ти бил идол Дражан Петровиќ и на многу, мислам дека од твојата генерација, ама почна да играш фудбал, така? Љубовта према фудбалот е нешто што е од најрана возраст. Од 6 годишна возраст сум со фудбалот и до ден денес и додека сум жив ќе бидам поврзан со фудбалот и сум среќен што го работам она што го сакам
и среќен сум што фудбалот ми ги донесе овие незаборавни моменти. Кажа дека купи 3 албума за сите 3 деца, дали ќе, ако дозволи ситуацијата со оглед на пандемијата и мерките кои што се сега, дали ќе одеш во парк да се менуваш со спитички, така? На Фонтана. Го правеше ли тоа кога беше мал? Како мал, да. И го правев и кога Лука беше, бидејќи Лука собираше за Европско 2016 и Светско 2018, што се играше во Русија, и со Лука бев на Фонтана да менуваме сликички, нешто што е традиција. Неудамна Македонија победи Германија, среде Германија, емоциите се уште не стигнуваат, па дури ние што не знаеме толку многу за фудбал, дознавме дека 20 години Германија не била поразена на свој терен, и кога заврши се, на пресконференцијата кажа дека твојата сопруга во тие мигови всушност била се борела со коронавирусот. Ке те прашам прво како е сопругата и дали закрепнува? Па за среќа ситуацијата оди на подобро, сега веќе е на домашно лекување, имаше навистина тешки симптоми и тешко боледување, и јас се можност да се заблагодарам на медицинскиот персонал кој се грижеше за незе. И среќен сум што веќе е во подобра ситуација, и кажав дека во тие моменти, јас професионално морав да одговорам, да бидам со репрезентацијата, но секако со мислите дека бев со неја, и таа голема победа и ја посветив токму нејзе. Веднаш потоа, односно после вашата победа, и таа излезе среден емотивен статус и раскажа како се чувствувала во тие мигови кога Македонија играла против Германија, таа се борела со короната. Кажи ми, колку време сте заедно, колку поддршка ти е по сега што го работиш? Заедно сме од 5 септември 95 година, 26 години, така да огромна поддршка, значи во цел мој професионален ангажман и како фудбалер, а сега и како тренер, заедно со нашите деца, со Лука, Луна и Леа, се нешто што каде Игор Ангеловски ја црпи енергијата, и јас им благодарам за целата таа поддршка, и се трудам секое слободно време, без разлика што навистина многу малце, бидејќи мојата професија многу патувања, многу отсуства од домот, се трудам да го поминам со нив, и уште еднаш благодарам за целата поддршка. Како е да се биде татко на 3 деца, при тоа две се близнаци, еднојајчени или двојајчени? Двојајчени, Лука и Луна. Така, како е да се биде татко на 3 деца и како сега твоите деца се носат со твојата популарност, или кога ги носиш во училиште, или кога шетате? Па добро, јас им говорам прво сум среќен што сум татко на 3 деца, на Лука, Луна и Леа, и сум горд што имам такви деца. Ќе употребам една порака што мојот татко ја практикуваше, дека јас сум, професијата моја е од вратата надвор. Кога доаѓам дома, јас сум родител и се трудам да бидам добар родител и да поминам време со нив, да се вклучам во врските кои се на терет повеќе на сопругата, да возиме точак или активностите кои ги имаат. Лука тренира фудбал, Луна и Леа одат на гимнастика, да бидам дел од тоа, да ги однесам на тренинзи, да го поминам времето со нив, и сум среќен што сум во нормално семејство и нормално функционирам. Добро, рече дека Лука се занимава со фудбал. Како изгледа еден тренинг помеѓу татко и син? При тоа таткото е сега селектор на македонската репрезентација. Па јас оставам Лука бидејќи Лука си има тренер во работнички, и секоја сугестија што тренерот му ја дава, начинот на кој треба да работи, и стално му викам дека треба да го слуша тренерот. Секако дека јас сум тука за него, и се што треба, се што го интересира и што мислиме дека треба да дополнително го сработиме, јас со задоволство го правам тоа, но пак ќе кажам, Лука има огромна желба да тренира, и он прв пристапи веќе на 5 годишна возраст, тато сакам да тренирам фудбал, не беше присилен и нема да биде присилен, се додека таа желба кај него постои, и јас како родител сум должен да ја испочитувам. Пред надпреварот со Германија имаше една неубава ситуација откако заврши надпреварот со Несторовски и со псуењето во камера. Веднаш потоа излезе ти напред да кажеш дека си го ослободил до надпреварот
со Германија, колку беше тешко да се донесе таква одлука, со оглед на тоа што ви предстоеше надпревар со Германија и колку те плашеше реакцијата од јавноста? Па добро, јас најнапред на прес конференцијата искрено не ја видов, бидејќи надпреварот беше во тек и добив прашање со констатација на ваш колега дека Несторовски го направил тоа што го направил. И јас кажав кога ќе погледнам снимката, ќе го кажам мојот став и мојата одлука. Јас вечерта разговарав со Илија, каде што сакав да го слушнам и неговото мислење зашто сето тоа го направил. При тоа му кажав дека тоа е недозволиво да без разлика на причините кои биле и кои ми ги кажа и кои ги објави зошто го направил сето тоа. Дека недопустливо еден репрезентативец тоа да го направи, дека јас го ослободувам од обврските, односно дека не сметам на него за надпреварот со Германија, ајде да не кажеме како некој е своевидна казна за тоа што го направил. За еден тренер е тешко кога ќе остане без таков квалитетен фудбалер, бидејќи Македонија немаме толку квалитетни фудбалери кои играат во странски лиги, квалитетни, бидејќи Илија е член на Удинезе во Италија и неговиот допринос е неспорен во репрезентацијата, но од друга страна како селектор морав да преземам некоја санкција своеврсна и ми е драго што Илија се извини за тоа, свати дека погрешил, без никаков поговор ја напушти репрезентацијата, така да тоа е веќе завршено и се слушате сега по телефон? Секако, да, јас пред надпреварот со Аталанта се слушнав, дали е во план да настапим, посакав среќа за исто Илија веднаш ми честиташе и на мене и на сите репрезентативци после надпреварот со Германија, така да имаме нормална комуникација и не гледам да биде поинаку. Да, како професионалци одреагиравме онака како што одреагиравме, он свати дека сгрешил, јас кажав која е мојата одлука, он ја испочитува и тука веќе завршува целата приказна. Добро, кога сме кај надпреварот со Германија, можеш ли да ни откриеш некој муабет со облекувалната? Пред надпреварот, за време на полувремето и на крајот. Еве една анекдота кога чекам да излезат составите, тоа е негде на сат и половина пред почеток на надпреварот и од кога ќе излезат составите, јас им соопштувам на фудбалерите ние во кој состав ќе играме, мада фудбалерите веќе 99% бидејќи тоа што го работиме на тренизите, практикувам да биде на самиот надпревар. Знаат кој ќе настапи, но официјално, да кажеме, тогаш излегуваат составите. Јас го соопштив составот и сега, поставеноста на Германија и кажав кои настапуваат. И кога, германците излегуваат во најсилен можен состав и мислам дека Стефан Ристовски изреагира, нека ние со среќа. Така. Да. Меѓутоа после сето тоа како состанокот одминуваше, вечерта имавме навистина една одлична анализа подготвена за надпреварот и како надпреварот одминуваше. Другото се е само историја, значи кои може да видат како нашите фудбалери се спротивставија, со квалитет да се спротивставиш против една Германија, при тоа во сите статистички податоци и резултатски да бидеш подобар од Германија, освен во поседот на топката, но Моринјо вика кого го интересира за поседот, битно е како ќе заврши надпреварот. После тоа ве пречекаа 50 навивачи, имаше некоја фешта малку од малку така? Спонтано наши со народници, бидејќи надпреварот се играше без публика, дојдоа да не поздрават со навивачки песни, каде што и фудбалерите ние се придруживме до нив, до она растојание кое денеска мора сите да го држиме. И навистина беше едно 15 минутно, 20 минутно дружење со наши сонародници, се испеа тие песни и ни дадоа почит за она што го направивме на терен. Кога Македонија се пласираше на Европското првенство, многу често можевме да прочитаме на медиумите, зборам за оние странските, дека Македонија не заслужувала да се пласира на едно вакво првенство и дека имала среќа па се случило тоа. Колку сметаш ти сега дека после овој надпревар со Германија, Македонија покажа дека може многу повеќе и колку на некој начин кај нас, зборувам и на играчите и на навивачите, се тргна оној синдром на себе подценување кој што секогаш си го носиме? Па Македонија 4
и нешто повеќе години бележи позитивни резултати. 2017 година само еден пораз, 2018 само еден пораз, 2019 прво место во Лига на нации со само еден пораз. Завршивме на трето место во квалификациите за Европско првенство, нешто што Македонија никогаш како пласман го немала. Ги победивме Косово и Грузија, се пласиравме на Европско првенство и еве сега за квалификациите за светско сме втори, при тоа победувајќи Германија во гости. Значи, тоа е еден период каде што Македонија бележи позитивни резултати и оваа победа на Германија само дојде како потврда дека на Македонија и е местото на Европско првенство и сите оние комплименти што ги добивме од светски познати и фудбалери, бивши од селекторот на Германија кој освојувач на светска титула, кој 15 години е селектор на Германија, од познати новинари, само покажуваат нели што све сме направиле за овој изминат период. Откако ја победи Македонија Германија, излезе оној клипот, го гледаше клипот со Хитлер? Да. Имаше на социјалните мрежи и воодушевувањето, па и хуморот беше на највисоко ниво, повеќе воодушевувањето. Како ги коментираш сите тие муабети од како македонците ја легализираат, треба да играат ко Бразил? Па добро, Германија го победи Бразил 7-1, така да, меѓутоа да, многу коментари, многу хумори и сатира. Или за инат вакцините, што не ги молевме за вакцини, па сега не победи. Нашиот народ е познат по тоа што знае и добро да прослави и да се пошегува. И искрено мене ми остави најсилен впечаток, ако можам да кажам, онај анимиран филм што излезе кога нашите фудбалери нели се представени, судијата како не видел чист пенал и на крајот нели Горан во фиќо, а нивниот тенк овој германски познат како се распаѓа, а Јоаким Лев со бело знаменце. И Тимо Вернер на рацете на нашите фудбалери, но вистина нешто што стварно ме воодушеви и нормално, симпатично и сето тоа е убаво да се живее во овие моменти, но јас кажав да, потребна е еуфорија во државата, еве, во на фудбалски план, бидејќи сега тоа ја надпреварите, но тоа не смее да се пренесе во сооблекувалната, тука мораме да останеме мирни затоа што уште ништо не сме направиле. Сега ние пред нас Европското првенство. Не е малку да се Воредно, јас стално барам од фудбалерите секој надпревар да бидат се подобри и подобри, така да мора да останат сконцентрирани на нешто што 30 години го чекавме, тоа е Европското првенство. И сега во цела оваа европска приказна и која што ја живее Македонија во однос на фудбалот, особено зборувам кога се пласираше Македонија на Европското првенство, тргнаа муабетите дека ќе се менува селекторот и изгора на тоа дека Роберт Простинечки ќе биде на чело на селекцијата. Сега колку сметаш дека тој муабет беше фора на ФФМ да го пипа пулсот кај народот? Па искрено не би ги коментирал нивните постапки затоа што не заслужуваат да бидат коментирани. Јас ја работам мојата работа, сум сконцентриран на она што го работам, а тоа е да бележам позитивни резултати со репрезентацијата на Македонија. Од првиот ден како селектор до последниот максимално одговорно и професионално ќе ја извршувам оваа функција и сум среќен што го постигнавме се ова, им благодарам, за ова се најзаслужни фудбалерите, предводени од капитенот Горан Пандев. Јас тука само би се заблагодарил на нив и на целата јавност што ми ја изрази поддршката во времето кога сето нели вие го спомнувате, така да тоа би бил мојот коментар. Добро, поддршката на Горан Пандев, па и јавното кажување дека најхитно што треба да се направи е да се смени претседателот на ФФМ Сеедини. Гласно го кажа тоа и ти застана позади него, па дури го покани Сеедини на кафе. Разбравме дека имал коронавирус, како се чувствува, дали знаеш и дали важи поканата уште за кафе? Јас Горан во интервјуто што го даде, јас кажав дека сето тоа што го говори, бидејќи во поголем дел од интервјуто бев јас спомнат дека нели претседател сакал да ме промени уште пред баражите со Косово и со Грузија, кажав дека тоа е вистина и не слушнав на другата страна дека не е вистина. И секогаш ќе го поддржувам Горан Пандев и стално јас говорам, кога Горан Пандев говори за фудбал, останатите треба да молчат. Горан Пандев е нешто што е Бекенбауер за Германија, починатиот Јохан Кројф за Холандија, тоа е Горан Пандев за Македонија. И
секогаш ќе го поддржувам, посебно кога ја говори вистината и некои работи што смета дека треба да се исправат. Што се однесува, да, јас го поканив господинот Саидини, бидејќи сакав интерно да ги решиме недоразбирањата. На повикот одговори, рече дека следниот ден ќе дојде веќе во саботата не одговараше на повиците. Добивме информација дека е позитивен, јас му посакувам да помине со побезболно неговото лекување, така да јас понатаму не би ништо коментирал. Тоа е она што можам да ви кажам. 2015 година станавте селектор. По една изјава ви прочитав, прво што отидов е да го вратам Горан Пандев. Може ли да ни ја раскажеш таа приказна? Да, прв ден како селектор веднаш заминав за Дженова. Горан 2 години не настапуваше за репрезентацијата, ги кажа причините зашто се одлучи на тој чекор и мислам дека тоа му беа навистина тешки моменти, бидејќи со Горан се знаеме и кога имав можност да разговарам, ми кажа, вика, навистина ми беше тешко, бидејќи он не пропушта да погледне надпред и вика, сега моите деца ме прашуваат, тато, зошто не играш за Македонија? Имавме еден навистина другарски разговор, конструктивен, каде што јас му кажав дека... Ја чекам и слика во оваа, ќе помине. Да. Кај што викаш, од тука почна се, имаме фотографијата. Да, тука така? почна се, тоа е во Дженова пред бродот на Колумбо. А другото се е историја навака, но тука почна се и среќен сум што Горан прифати да се врати во репрезентацијата, да биде наш лидер и му благодарам за се што направи за репрезентацијата и навистина за мене беше чест и задоволство да работам со таков човек и таков фудбалер. И јас му кажав дека моја желба е ваква големина од фудбалер да се прости на едно големо натпреварување и среќен сум што и за него ќе има можност во својата кариера да покрај оние титули што ги освои на клубски план да се пофали со настап на Македонија на европско првенство. Како тој влијае на соиграчите во репрезентацијата и она што го дознаваме и од тебе и од сите нив, дека всушност таму влада една голема компактност и дека сите играат со срце. Што се случува таму во репрезентацијата? Кој е најголем бунтовник? Кој е најоткачен, да речем? Има ли некој кој што се ина типа ајде после на крајот ќе легне на браш? Што се случува во репрезентацијата? Репрезентацијата е едно место кое секој би посакал да работи во такво окружување, а јас сум среќен што работам со такви момци. Тоа е една тврдина што ја изградивме и оние што сакаат да ја срушат ќе треба малце пософистицирано оружје да употребат. Горан Пандев со самата своја појава, харизма, човечност и едноставност е спремен да му помогне на секого со совет, а со залагањето на терен покажува како и останатите треба тоа да го прават. Морам да кажам дека сите се позитивни дечки и нормално дека има бунтовници, има и оние што се задолжени за атмосфера, предниче тука ете Алиоски, Несторовски исто така е доста позитивен и знае да направи добра атмосфера. Стефан Ристовски, Боба Николов, да не набројам. Да не забравиме некој па да не се налути. Спомнав околу онаа компактност на репрезентацијата. И онаа фотографија на која што се гушнати Пандев и Илмаз, дали против надпревар со Германија или со... Не, таа е фотографија на надпреварот со Латвија, кога Горан го слави 100-тиот настап, а Елив го постигнува голот и кажува дека тоа е за Батогора, како што го вика. Сакам да кажам дека онаа фотографија, па колку е патетично да звучи, можеби ја оддава сликата на реалната ситуација во Македонија, затоа што во фудбалската репрезентација играат играчи од сите националности. Колку ти се сметаш на крајот на денот заслужен и како селектор, што успеваш да одржиш таа приказна да функционира безпрекорно и еве, тоа го гледаме на напред. Јас од мојот татко кој морам да спомнам, кој ми е починат на 31 март на датумот каде што ја победив на Германија пред 24 години. Да, он е починат и он беше, како да кажам, човекот што исто ми даваше огромна поддршка, голем љубеник на фудбалот, но и исто така кој влијаеше на моето
однесување, образование и стално ми велеа дека во животот постојат само луѓе и не луѓе и ништо поинако. Дали човекот е со различна боја, дали е различна вера, тоа воопшто не е важно. И јас така ги прифаќам луѓето. Воопшто не ме интересира дали, нели, некој е православен, католик, муслиман, дали некој е со жолта боја на кожата, црна боја на кожата. Едноставно ги делам луѓето на луѓе и оние помалку другите. И среќен сум што тој принцип владее во репрезентацијата, затоа што таму владее едно почитување. Таму славиме и Великден, и Бајрам, и сите празници, и роден дени на деца, и се она што, нели, во моментот кога и мојот роден ден е за време на собир, па исто така го прославувам не со семејството, него со фудбалерите и на некои од фудбалерите или од стручниот штаб, така да ние сме едно семејство во кое навистина се почитуваме. И оние слики што ги гледате, тоа не може да се одлуми. Не можете вие да им кажете на играчите ајде сега гушкајте се, радувајте се, или тоа доаѓа од внатре, од тоа како они го чувствуваат моментот и како се чувствуваат кога се во репрезентацијата. Така да погледнете ги сликите и сликите некогаш доволно можат да зборуваат наместо вас. Спомнат твоите родители и дека се ето одраз на домашното воспитување, ја натаму ќе го насочам сега веќе муаветот, па ќе се вратам после на Европското првенство пак. Од какво семејство потекнуваш? Во која наслада ти помина детството и она што го разбрав за тебе е дека средното, односно основното училиште си го завршил во Кичево? Јас потекнувам од нормално семејство. Татко ми беше војно лице, мајка ми работеше во Гранит. Бидејќи војните лица често знаеа да менуваат, до моја 6 годишна возраст бев во Скопје, во аеродром на селбото, бидејќи нели тоа е војна населба. Потоа татко ми доби прекоманда во Кичево и основното образование го завршив во Кичево, за потоа повторно да се вратам во аеродром, каде што го завршив средното образование и многу почнав на 16 годишна возраст да настапувам во првата македонска лига, потоа патот ме одведе во Битола, па од Битола потоа во Словенија бев, па се вратив, па настапував во Прилеп, значи во Победа, така да многу малце време бев дома, што се вели, но останаа оние другари уште од основното училиште во Кичево, од аеродром кој ден денес сме пријатели, така беше моето детство. Со тоа што имав огромна желба да бидам воен пилот после завршувањето на основното училиште, но татко ми не дозволи, бидејќи тогаш требаше согласност, не бев полнолетен да се потпише во војната школа во Рајловац, во Сараево имаше школа за пилоти. Не ми дозволи, ете, патот ме однесе на друга страна. Меѓутоа и твојот татко бил исто така фудбалер, сега не професионален, туку? Не настапуваше за војниот клуб, меѓутоа имаше навистина огромна љубов спрема фудбалот, а и колегите кажуваат дека навистина бил квалитетен фудбалер. Јас имав можност до моја рана возраст, 6-7 годишна, стално ме носеше на војното игралиште во парк, каде што војните лица нели игра и после нормално возење во Луна парк. 10 години беше фудбалски играч? Или? 14. На која позиција играше? Играв на позиција среден фудбалер за врска. На 16 години и 2 месеци дебитирав во првата македонска лига кај тренерот Зоран Стратев, за Македонија Ѓорче Петров. А кариерата ја завршив на 30 годишна возраст, при тоа добивајќи понуда веднаш да бидам спортски директор на Работнички, така да од 16 години до овој момент се уште немам слободен ден. Така? Да. Значи од Работнички потоа како стана, од таму стана и селектор, така? Да, 7 години ја обавува функцијата спортски директор, потоа 2,5 години менаџерската позиција тренер и спортски директор и од таму селектор на Македонија до ден денес. На Европското првенство, односно кога Македонија ја победи Грузија и се пласираше, тоа беше ноќите помеѓу 12 и 13 ноември. Што ти се случуваше во главата кога заврши такмицата, кога поминав?
Колку време не спиеш и колку време ти требаше да поверуваш дека Па еве, ако кажав дека 31 март беше датум што беше тажен за мене, бидејќи на тој ден татко ми почина и се до онеј момент кога ја победивме Германија, на истиот тој датум, ќе кажам дека на 12.11.2015 го имав дебито против Црна Гора и победивме 4-1. На истиот тој датум игравме против Грузија. И кога победивме со Грузија, кога се пласиравме на Европско првенство, тука веќе измешани емоции. Ви доаѓа да заплачете, затоа што го стварувате својот сон, сонот на вашите најблиски, сонот од детството, го стварувате сонот на својот народ, дека конечно фудбалската репрезентација ќе има можност да игра на Европско првенство и тие измешани емоции од солзи, радосници и од огромна радост излегуваат на површина и не можете да ги контролирате. Долго време не бевме свесни, нели, што направивме. Кога го видовме нашиот народ на улица во време на пандемија како слави, тогаш, а вие сте, нели, причината за тоа, тогаш посреќен човек, нели, нема во тој момент од вас. добро имаш една прослава со Џамбо Ангушев, мислам дека Тоа беше другиот ден. Аха. Другиот ден во хотелот Џамбо Гушев со својот оркестар дојде само за фудбалерите Така, и направивме еден навистина добар џумбус. Така. Колку сметаш дека пласманот на Македонија на Европското првенство на некој начин сега направи ситуација да децата, зборам се овие најмладите генерации, во македонските фудбалери почнаа да ги, а да не е само Горан Пантев, нели, да ги гледаат своите идоли. Па да, тоа ме прави посебно среќен, затоа што мислам дека младите уште повеќе ќе го засакаат спортот и фудбалот сега и уште повеќе ќе се определат да тренираат, а знаеме во какви, нели, околности живееме, каде што врз младите демнеа многу опасности од секој аспект и спортот е нешто каде што може да ги насочиме на прав пат, а причината да биде фудбалот е тоа уште подобро. Сега да, репрезентативците ќе бидат со други очи гледани, со респект како што заслужуваат, каде што впрочем сите репрезентативци во сите земји тоа го имаат и еве и младите ќе имаат можност да нели ги запознаат и да сакаат да го одберат нивниот пат и еден ден да бидат на нивно место. Како што јас кажав, ние што сме се бавеле со фудбалот, како деца сме сакале, нели, да се пласираме на Европско првенство. Сигурно дека и младите сега тоа ќе го сакаат и дека ова ќе биде еден голем поттик. И сега на потек се оние што го водат фудбалот, да го искористат моментот, да направат, ако се способни за такво нешто, да направат услови за фудбалот да напредува се повеќе и повеќе. Сосема за крај, класичното прашање колка ви се шансите Македонија да се пласира сега на светско првенство, има ли шанси да бидеме на уште еден албум? Македонија во моментот е на она место каде што нели го зацртавме пред квалификациите за светско првенство, тоа е на второто место и пред Германија, пред фаворит. Четирикратниот првак беше така. Четирикратен светски и трикратен европски. Так. Ерменија на прво место со 9 бода, но следниот надпревар го игра во септември на домашен терен против Ерменија. Така да сега шансите се огромни и реални и се зависи од нас. Имаме квалитет, фудбалерите знаат што може да направат и јас сум сигурен дека до последен момент ќе се борат за да го остварат она што вие го кажувате за Македонија покрај европско биде учесник и на светско првенство. Ти благодарам што одвои време, ти благодарам на убавиот разговор и што беше гостин во студиото на Репортер. Благодарам на поканата.